национални борачки репрезентации на Русија и Македонија го очекува крајот на фудбалската средба во Рим, за да продефилираат овде пред гледачите. Го чека моментот и знакот на нашиот продуцент кога одиме директно во програмата, па еве ќе го проследиме и овој мал свечен церемонијал пред почетокот на првата официјална меѓудржавна средба на една спортска репрезентација на Македонија, откако нашата држава е самостојна, самоуверена и независна. Русија, кој е меѓу првите ја призна Македонија, еве го испрати својот силен боречки состав кој ќе се спротивстави на нашите избраници, на избраниците на селекторот Насе Насев. Тоа ќе биде дуел на една боречка велесила и репрезентација која имала добри поединци, мислиме на нашата, и резултати, која освојувала медали на европските, светските првенства, на олимписките игри. Да не заборавиме дека борењето е најтрофејниот наш спорт, па и добро е што еве влегува во историјата вака со овој прв официјален меч, настапот на Македонија против Русија. Во овие моменти Љупчо Самоников, председател на Сојузот на боречките спортови на Македонија, ги поздравува учесниците во овој надпревар. Во лунката на словенската писменост, во Македонија, која на словенскиот свет му ја даде кириличната азбука, а која со векови се бори да го сочува својот национален и културен идентитет. Признавањето на државноста на Република Македонија од страна на Русија е акт кој длабоко го почитуваат сите наши граѓани. За време на вашиот престој ќе ви ги покажеме убавините на Македонија и ќе настојуваме да го потврдиме нашето традиционално гостопримство. Ќе бидеме среќни ако овој ваш престој ви остане во незаборавно сеќавање и ако оваа прва пријателска средба прерасте во постојана форма на односи помеѓу Руската федерација, на сите спортови и Сојузот на спортовите на Македонија. Благодарам. Тоа беше кусиот поздравен говор на Љупчо Самоников, председател на Боречкиот сојуз на Македонија, кој ги поздрави гостите од Русија, а сега и нивната химна. Химната на Русија, а сега македонската химна.
беше химната на Македонија. И сега она вообичаена размена на сувенири меѓу капитенот на нашата репрезентација Чедо Николовски и капитенот на руската Расул Катиновасов, но претходно од името на покровителот на руската репрезентација, акционерското друштво Макотерм, ќе му биде предадена на водачот на репрезентацијата уметничка слика во знак на сеќавање на ова гостување, а сликата ќе ја предаде комерцијалниот директор на акционерското друштво Макотерм Зоран Поп Петровски. Прекрасен сувенир кој во понеделник ќе отпатува во Москва, откако руската репрезентација ќе напушти нашата држава, и веројатно оваа слика ќе ги краси просториите на Рускиот сојуз, во кој што има многу трофеи од светските боречки приредби. Да не повторувам дека русите се прва велесила. Дојде до на размена на сувенири меѓу Николовски и Катиновасов. Вообичаен поздрав и помалку, откако двете репрезентации ќе го напуштат душекот овде во салата во градскиот парк во Скопје, ќе почнат борбите. Интересно е дека ќе се одржат надпревари во 7 категории, би рекол од оправдани причини, бидејќи руската репрезентација не допатува во комплетен состав и таму има некои проблеми како во бившите југословенски подрачја, како во Босна и Херцеговина, па во неделата и понеделникот авионите што летаа над Урал и над Кавказ и што треба од далечните предели да ги донесат во Москва, за да ги прифати авионот на Паллер, да ги донесе репрезентативците во Скопје. Не прелетува преку овие два планински масива, па така Жабраилов и уште двајца борачи на руската репрезентација останаа во своите домови. Инаку авионот на Паллер, морам да го кажам и тоа, 40 и повеќе минути, значи повеќе од она дозволено време, ги чекаше на московскиот аеродром, евентуално да не допатуваат и тие тројца, но и вака еве двомечот може да се одржи. Тоа ќе биде пријателска меѓудржавна средба. Вакви средби очекуваме да има и во другите спортови, а добро е што првата е токму во борењето во најтрофејниот македонски спорт. Репрезентацијата на Русија во своите редови има европски прваци, потоа носители на сребрени и бронзени медали од европските првенства и носители на медали од светските првенства и олимпијадите. Нашите избраници ќе имаат многу тешка задача, навистина против себе имаат еден силен состав кој, да подсетам, пред 10 дена на светскиот куп во Москва го освои првото место. Па ова самото по себе најубаво зборува за силината на руската боречка репрезентација, за нашиот вечерашен противник. На светскиот куп настапија Русија, Турција, Иран и Соединетите Американски држави, и во сите тие мечеви русите извојуваа победи и супериорно го освоија првото место и докажаа дека се првата светска велесила во борење во слободен стил во моментов. Инаку најголеми противници им беа американците кои беа втори, иранците трети, турците го освоија четвртото место на светскиот куп. Сега ја очекуваме првата борба во категорија до 48 килограми. Боите на Македонија ќе ги брани Владко Соколов, борач на Спартак Евросветоточани, а на руската репрезентација Орлан Монгуш, кој доаѓа од Дагестан. Тренер на репрезентацијата на Русија е Игинов. Тој е поранешен
борачки репрезентативец на поранешниот Советски сојуз, а сега е подпредседател на Руската борачка федерација. Инаку денеска организаторите им приреди еден пријатен ден пред пладнето. Гостите беа на прием кај министерот за образование и физичка култура на Македонија Димитар Бајалџиев, потоа беа гости на вработените во Макотерм, а околу пладне ги прими председателот на Сојузот на организациите за физичка култура на Македонија Васко Костојчиновски. Почнува првата борба во црвен дрес Владко Соколов во син рускиот репрезентативец Монгуш. Средбата ја води Илија Трајанов, ексепционел судија на Фила, кој водел многу надпревари на европските, светските првенства и секаде го потврдувал својот квалитет. Офанзива на Соколов во првата минута од борбата и тоа е прв бод, водство на македонскиот репрезентативец 1:0. Атакот продолжува. И сега двајцата излегоа надвор од дозволената зона за борба. Повторно на почетната позиција. Во поранешниот Советски сојуз, а подоцна во репрезентацијата на заедницата на независните држави, најистакнат борач во оваа категорија беше Оруџев, кој освојуваше титули на европските и светските првенства и има и олимписки медал. Владко Соколов, еден од нашите најперспективни борачи, пред 2 години го постигна најголемиот меѓународен успех, еве сега изравнување 1:1. Противникот дојде зад него. Тогаш беше втор на светското детско првенство во Унгарија. Ова може да биде многу критично за нашиот борач. Со зафат во нозете, добро е, се излече Соколов, со зафат во нозете Монгуш се обидуваше да го префрли Соколов и да го доведе во туш позиција, во тоа не успеа, борбата продолжува. Изминува втората минута, резултатот е нерешен 1:1. Рускиот репрезентативец води тактичка борба, тој како да ја презема иницијативата. Соколов почувствува дека е така, па и тој сега еве контрира. Освојува поен, поведува со 2:1. Не искористи својата шанса Орлан Монгуш. Имаше прилика тој да освои во на акција што ја започна, но не ја доврши, и 2 бода и да поведе со 3:1, но еве сега резултатот е 2:1. Води нашиот репрезентативец. Изминува третата минута. Кажи. И нов поен за оваа акција за Соколов. Акцијата беше почната во дозволената зона за борба, заврши во недозволената, но битно е каде е почетокот. Па затоа поен за него 3:1, но сега еве поен за Монгуш. 3:2. Ако има свртување, тоа ќе биде 2 бода. Сепак Трајанов доделува 1, 3:3. Интересна ќе биде завршницата во оваа прва борба во категорија за борачи до 48 килограми. Прекината е акцијата, сега продолжува. Околу 1000 гледачи во салата во градскиот парк во Скопје им даваат подршка на нашите борачи. Тука има и група руси, оние што работат на гасоводот, на спроведувањето на гасоводот што треба да стигне до Македонија од Русија.
Тие беа, ако се сеќавате, и на боксерскиот златен гонг, а сега се и овде во салата да ги бодрат своите сонародници. Последна минута од борбата, уште 50 на секунди. Добро би било сега Соколов да го сврти околу себе противникот и еве да ја доврши треба акцијата. Ке успева и тоа се 2 бода, поведува со 5:3. Уште 30 секунди до крајот од борбата. Монгуш, видовте, побара акцијата да биде прекината, времето залудно да не тече. Сега продолжува да тече времето на семафорот. Пет спрема 3, водство на нашиот борач. 2 бода предност, уште 11 секунди. Ова ќе биде 1 бод само. 5:4, сега треба Соколов да издржи. Уште 3 секунди, 2 секунди, 1 секунда и крај на борбата. Победа на македонскиот репрезентативец. 5:4. Честитки, аплаузи за Владко Соколов. Неочекувано, но заслужено, Владко Соколов ја извојува првата победа за македонската репрезентација. 5:4. Води нашиот национален тим по првата борба со 1:0. Владко Соколов прикажа на вистина една изворедна борба. Добро го контролираше својот противник од почетокот до крајот, максимално концентриран, беше критично за него во оние последни мигови, но се добро се заврши. Ова е тренерот на руската репрезентација, го пречекува Багаудин Умаканов. Тој е во овој состав најпознатиот борач. Умаканов беше прогласен за најдобар борач и на последното европско првенство во Капошвар во Унгарија, што се одржа во мај месец. Инаку тој е стар познаник на нашиот ветеран Зоран Шоров. Со него има тешки двобои годинава, па минатата година Багудин Умаканов настапува во категорија до 57 килограми. Негов противник ќе биде Тони Танчев, борач на Јака Бучим од Радовиш, минатата година втор на Балканијадата. Многу повеќе успеси Умаканов, кој е двоен европски првак, минатата година во Штутгарт, годинава во Капошвар. Трет беше минатата година на светската ранглиста на Меѓународната боречка федерација во оваа категорија. Судија на душекот сега е Јани Секуловски од Скопје. Сврсти е Умаканов, ки има тешка задача Тони Танчев. Поведува рускиот репрезентативец со 1:0, не се задоволува со тоа водство и сега освојува уште 2 бода. 3:0. Умаканов поведува во мечот со Тони Танчев. Сврст набиен, добар техничар, делува многу стабилно рускиот репрезентативец. И што е мощно значено, е многу поискусен од Танчев. Нов бод за русинот, 4:0 поведува. Изминува првата минута од борбата во категорија за борачи до 57 килограми. Забележавте, во 52 килограми немаше борба, бидејќи гостите немаа представник во таа категорија. Умаканов е од Махачкала, познат борачки центар во подножието таму на Кавказ, во источниот дел од овој масив. Немаше га се Умаканов, еве нов поен. Продолжува. И нови 2 бода за оваа акција. 7:0 поведува. Тони Танчев е немоќен во овој дуел, инфериорен. Шанса за нови 2 бода за Умаканов. Добива 1. 8:0. Уште 2 секунди, па ќе истече 2 минути од борбата во категоријата за борачи до 57 килограми.
борба трае 5 минути. Може да дојде до предвремен прекин доколку има туш или пак технички туш. Се прекинува борбата кога еден од двајцата борачи, тоа е технички туш, освои, односно направи разлика од 15 бодови. 10:0 водство на Умаканов. Доби 2 бода за оваа претходна акција. Тоа е борец кој не се задоволува со малку, постојано атакува на противникот. Победи на Танчев со влез во нозе, но не беше највнимателен, ја користи шансата противникот и нов бод за него. 11:0. Умаканов веројатно доби удар во главата во она акција пред малку. И сега има тајмаут, судиски тајмаут, одмор, ова е дозволено. Секој борач во текот на една борба поради повреди може да користи време од 2 минути. Тоа е според боречките прописи, затоа што ова не е нежен спорт, груп спорт во кој што може, би рекол машки спорт, во кој што може да дојде до повреди и чести прекини. Умаканов ја продолжува борбата, води со 11:0. Измина и третата минута од мечот. Танчев се обидува, но не може да најде решение да дојде до поен. Ако ја излече левата нога и дојде зад противникот, може би ќе го освои првиот поен во овој меч. Умаканов цврсто го притиска, сега и ќе го подкрене и тој ќе освои бод. Да, еден бод за Умаканов, 12:0. Уште 1 минута и 19 секунди до крајот од оваа борба. Рускиот репрезентативец сега не оди толку жестоко како во првите моменти. Настојува да зачува предноста и не му дозволува на Танчев да освои поен. Залудни се сите обиди на нашиот репрезентативец. Слично како пред малку, во акција беше Танчев, но бот освои Умаканов. И сега 2, 15:0. И борбата ќе биде во овој момент кога заврши акцијата прекината на 33 секунди пред крајот. Победа со технички туш за рускиот репрезентативец и изравнување на резултатот 1:1. 15:0 во овој дуел. Танчев не успеа да освои поен во мечот со многу поискусниот противник, со двократниот европски првак Багаудин Умаканов, кој го освои европското злато во Штутгарт минатата година и во Капошвар годинава. Сега престои дуел во категорија за борачи до 62 килограми. Гледачите им даваат поддршка на нашите борачи. Таму на она вообичаено место, каде што за време кошаркарските средби седат комитите, тие се тука со македонските знамења. Добро би било да се види како изгледа таа трибина, но подоцна. Мустафа против Федоров.
Почеток на борбата, категорија до 62 килограми. На душекот сега судија Илија Трајанов, а бодовен судија е Јанис Текуловски. Да кажам дека врховен судија на овој меѓудржавен меч е Ангеле Апчевски, познат, признат меѓународен судија, кој го има и знакот на Фила и кој е во борачкиот спорт од неговото оснивање овде во ова наше македонско поднебје. Една минута од борбата меѓу Мустафа и Федоров. Нема бодови. Веројатно не треба да подсетувам, нашите борачи настапуваат во црвен, руските во синдрес. Беки Мустафа е еден од најголемите таленти. Цврсто притиска рускиот репрезентативец, сега и освојува бод. 1:0 поведува Федоров. Мустафа се прицврстува на душекот, да не му дозволи на противникот да го сврти околу него. Долго траеше овој обид, ова акција, и Трајанов, искусниот Трајанов ја прекинува. Борбата продолжува од почетната позиција. Мустафа треба да биде внимателен. Очигледна е намерата на Федоров. Сака да изведе така наречено чипе, да го префрли преку себе противникот и да освои 3, а може би ако амплитудата на фрлањето и на движењето е поголема, и 5 бода. Сега ја менува тактиката, оди со низок напад во нозе. И сега можеше да биде многу критично за Федоров, можеше да дојде до туш, немаше сили да го извлече Мустафа преку себе, и Мустафа за таа акција доби 2 бода, поведе со 2:1, сега добива уште 1 бод, води со 3:1, 2,5 минути од борбата, возбудливо е. Каков пресврт во оваа борба, но има уште многу до крајот. Има уште 2 минути и 12 секунди. Мустафа се жали на повреда. Тука е секогаш, кога станува збор за борачите, доктор Милош Вучидолов. Постојано е со нашата боречка репрезентација и на душеците во Македонија и надвор од нашата држава, на европските, на светските првенства, на олимпијадите. Беки Мустафа ја продолжува борбата, води со 3:1. Сега сигурно ќе тактизира, но не смее да одбегнува борбата, може да добие опомена од судијата. Уште неполни 2 минути до крајот. Има уште многу време. И 1 бод за Федоров. 3:2. Мустафа погледнува кон семафорот, но времето некако барем за него споро минува. Има предност од 1 бод. По двете борби Македонија и Русија 1:1. Една минута и 10 секунди до крајот. Поактивен е Артур Федоров. 3 бода добива за оваа акција. Бодовниот дава 2.
Беше 4:3. Беким освои сега бод. 4:4. Последна минута. Последни обиди. Стигнува и подршка од гледалиштето. Тешка борба води Беким Мустафа со искусниот руски репрезентативец Артур Федоров. Уште 20 секунди, 4:4 е резултатот. Ако заврши вака, ќе има продолжение. Секунди, 1 секунда и крај на борбата. Резултатот е нерешен 4:4 и сега борбата ќе продолжи. Оној борач што сега прв ќе освои бод го добива дуелот. Инаку продолжението би требало да трае 3 минути, така е според пропозициите. Ако и тогаш е нерешено, својот глас за победникот го дава судиското жири, во случајов тројцата суди, врховниот Апчевски, судијата на Душеко Трајанов и бодовниот судија Секуловски. Тактичка борба, никој не сака прв да влезе и да преземе ризик. Да видиме кој ќе биде првиот што ќе направи обид, што ќе атакува. Судијата Трајанов бара борба. Беким беше првиот, но не успеа и еве сега бот освојува Федоров. Штета. Нашиот репрезентативец беше на прагот на постигнување на голем успех, победа против Федоров, но еве во продолжението 1 минута и 16 минути загуби на поени 5:4 и победува Федоров. Русија победува со 2:1. Штета, одлично се избори нашиот репрезентативец, имаше голема шанса, имаше и водство во првите 2,5-3 минути од овој дуел, но на крајот поразен го напушта Душекот. Остави одличен впечаток и тој е борач кој многу ветува. Не треба да биде разочаран по овој пораз. Напротив, тој треба да значи нов стимул за него. Ова е Гаджи Рашидов, 68 килограми. Ке се бори со Трајче Димков, Македонија. Димков моментно е на отслужување на воениот рок во армијата на Македонија. Да видиме дали е во она форма репрезентативна како пред неколку месеци. Противникот е многу силен. Рашидов е борач со меѓународна репутација. Втор беше минатата година на светската ранглиста, но за борачи до 62 килограми сега настапува во една категорија погоре. Инаку во оваа категорија најуспешен борач во минативе 3-4 сезони беше Фадзаев. Гаджи Рашидов беше втор на Европското првенство во Штутгарт минатата година. И тој доаѓа од Махачкала, од каде што е и Багаудин Умаканов, кога го гледавте во на убава борба со Тони Танчен. Рашидов е голем тактичар.
Димков цврст, физички јак, но не знаеме во моментов како стои со кондицијата. Тоа е стандарден наш репрезентативец во последниве 3-4 години. Настапуваше на европските првенства, на светските првенства. Рашидов на истекот на втората минута води со 1:0. Води внимателна борба без ризик. Но голем мајстор е тој на душекот и може се да се случи. Може би ова смирување на борбата не оди на добро за Димков. Тој знае да изведе брза акција и да го тушира противникот. Димков веројатно тоа го знае и затоа треба да се чува. Прекината е акцијата, почнува да тече четвртата минута од борбата. Нема промена на резултатот. Мирна борба водат Димков и Рашидов. Тренери на нашата репрезентација во оваа средба се прославениот ас на нашето борење Шабан Сеиди и еден од пионерите на македонското борење Бојан Рангелов. Сеиди настапуваше токму во оваа категорија кога ги постигна првите резултати, кога стана медитерански првак, европски првак, беше 2 пати. А настапи на светското првенство во Скопје пред 11 години, токму во оваа категорија и за противник го имаше Апсаидов, а тогашниот Советски сојуз. Мечот заврши нерешено 1:1, но Апсаидов прв освои бот, па тогаш така беше оној борач што прв освојуваше бот во мечот. Ако мечот завршеше нерешено, победуваше и така Сеиди го загуби светското злато и се задоволи со среброто, што секако е успех за почет. Ова беше негова категорија. Уште 30 секунди до крајот од мечот. Димков прави обид, но се излече ваму во неутралната зона Гаджи Рашидов. Секуловски за оваа акција сепак се одлучува да му додели бот и има израмнување. И овде после изгледа ќе гледаме продолжение. 1:1. Неочекувано мирна борба води Гаджи Рашидов. Крај на борбата 1:1 и сега ќе уследи продолжение веднаш до оној момент додека еден од борачите не освои бот, слично како во претходната борба. Во претходната Беким Мустафа загуби во продолжението од Артур Федоров. Сега шанса за рускиот репрезентативец доаѓа зад нашиот борач и ова е крај на борбата. Освојува бот и губи слично како Мустафа пред малку.
1:2, во регуларно време 1:1, но мора да кажеме дека војникот Трајче Димков одлично се избори, му даде силен отпор, дури можеше да победи во мечот со Гаджи Рашидов, кој, да повторам уште еднаш, беше втор минатата година на Европското првенство во Штутгарт. Водство на Русија против Македонија 3:1. Руските борачи имаат една интересна турнеја во нашата држава. Утре на Пладне ќе бидат гости во фабриката Благој Ѓорев во Тито Велес. Потоа продолжуваат за Кочани, каде што ќе одржат една средба со борачите на Спартак Евросвет, кои ќе бидат засилени со репрезентативците. Петок е слободен ден, патуваат за Радовиш. Во сабота имаат реванш средба со репрезентацијата на Македонија. А во недела ќе бидат гости на Струмичани, ќе се борат со Извор, кој исто така ќе биде засилен со неколку наши репрезентативци. В понеделник нивната турнеја низ Македонија завршува, се враќаат за Москва. Борба 74 килограми, Љубиша Пешко, Македонија, црвен дрес, Расул Катиновасов, капитенот на руската репрезентација, синот црн дрес. Љубиша Пешко во офанзива на почетокот и освојува бод, поведува со 1:0. Да кажам дека овие двајца борачи пред 3 години го има првиот меѓусебен дуел на меѓународниот турнир во Солун. Тогаш победи Катиновасов со 5:3 на поени. Сега Љубиша Пешко ја презема иницијативата, освои уште 2 бода, води со 3:0. Расул Катиновасов беше четврти на светското првенство минатата година во Варна. Трајанов ја прекинува акцијата, водство на нашиот репрезентативец. Инаку вкупниот резултат од дуелот меѓу Македонија и Русија, да повторам, во моментов по 4 борби е 3:1 за гостите. Внимателен е премногу Расул Катиновасов. Тој одигра значајна улога во руската репрезентација пред 10 дена на светскиот куп во Москва, кога, да повторам уште еднаш, триумфираше руската репрезентација. Еве сега бод за Катиновасов. 3:1, изминува втората минута од борбата. Уште неполни 3 минути, водство на нашиот репрезентативец 3:1. Нов атак на Пешко. Дали ќе успее сега да се подигне или да освои барем бод? Освојува 4:1, немаше сили да го покрене противникот, па се реши да оди на минималното, да освои барем еден бод. Сега обид, нема да успее, да, и еве судијата ја прекинува акцијата. Уште 2 минути 20 секунди до крајот. Бод за Катиновасов, дојде за Пешко, 4:2. Уште 2 минути до крајот. Да видиме што ќе биде. Ништо од ова намера на Катиновасов. Повторно прекинување на акцијата. Борбата продолжува. Пешко има 2 поена предност. Но ништо не се знае во овој дуел. Може да дојде и до пресврт.
пасивен е нашиот репрезентативец и судиите му доделуваат опомена. Еве, гледате, кај четворката се појавува единица, тоа е прва јавна опомена за нашиот борач кој оди сега во партер. Доколку не дозволи Трајанов Катиновасов да доврши акцијата, доколку ги вкрстеше нозете на Пешко, Катиновасов можеше да освои 2 бода, разбира и доколку го свртеше над душекот. Уште 1 минута до крајот. Пешко има убава шанса, убава предност. Уште 50 секунди до крајот. Добро се заштити, но дали ќе се одбрани? До крај не успева. Бод за Катиновасов. 4:3. Времето минува. 35 секунди до крајот. Критични моменти за нашиот репрезентативец. Добро е, Трајанов ја прекинува и оваа акција. Уште 24 секунди до крајот. Пешко води со 4:3. Има шанса да победи, треба да биде внимателен. Уште 15 секунди. Судијата бара да се вратат и борбата да се одвива во дозволената зона за борба. Катиновасов оди во напад. Пешко го одбива нападот. Сврста борба и во самиот финиш на 2 секунди пред крајот поен освојува Катиновасов и тоа ќе биде трето продолжение. Немаат среќа нашите борачи. Мустафа имаше предност, не успеа во продолжението. Тимков изравни на 1:1 со Рашидов, не успеа во продолжението. Еве сега истата судбина го снајде и Пешко. Имаше предност до 2 секунди пред крајот со 4:3, но сега резултатот е 4:4. Продолжува борбата до оној момент додека некој не освои бод. Дали има сили да го покрене противникот да дојде зад него и освојува, дали ќе освои бод? Да. Но треба да легне Катиновасов, да го повлече назад во дозволената зона за борба. Еве, се обидува Пешко да го повлече, да го врати назад и доколку сега го прицврсти на душекот, тоа ќе биде бод за него. Сврсто се држи Катиновасов, сега треба да притисне Пешко. Сега да го повлече и превртува преку себе Фрајзер и 2 бода. 6:4 победа на македонскиот репрезентативец. Какво возбудување во продолжението. 46 секунди од продолжението. Пешко 2 поена освојува, победува со 6:4 и сега по 5 борби русите водат со 3:2 до крајот. Уште 2 меча. Во двата, да бидеме искрени, шанса имаат гостите. Нашиот капитен во категорија до 90 кг Чето Николовски ќе се бори со борачот што доаѓа од Јагурц, од далечниот Сибир, Сергеј Ковалевски. Ковалевски е физички посилен, потежок од нашиот репрезентативец. Ке има тешка задача Чедо Николовски. Ова, да кажам, и не е негова категорија. Тој настапува во категорија до 82, но во оваа категорија русите немаа борач, па отиде во оваа потешка категорија во која што шансите на нашиот репрезентативец и капитен се минимални. Ковалски го освојува првиот бод. 1:0. Добро се изборија досега сите наши репрезентативци. Единствено Тони Танчев беше вака инфериорен во дуелот со Умаканов. Другите одлични.
Сега Николовски се обидува да стори нешто. Ковалски го подигнува. Дали до крај ќе го префрли? Не дозволува Николовски. Тој освојува бот. 1-1. Втора минута од борбата. За момент борбата е прекината, 1 минута и 24 секунди од дуелот во категорија на борачи до 90 килограми. Николовски Ковалевски 1-1. Возбудувањата главно мина, нив ги имаше во оние полесни категории. Во потешките борбите се помирни. Борачите се повнимателни, зашто секој ризик може да има последици. Ковалевски сега изведува навистина една убава акција за 2 бода. Поведува со 3:1 на почетокот од третата минута. Нов бод за рускиот репрезентативец, 4:1, половина од борбата. Николовски, колку што е можно повеќе, му дава отпор на физички посилниот противник. Треба сега многу сила за да се подигне близу 100 килограми тешкиот Ковалевски. Не успеа Николовски, сега притиска Ковалевски, па може тој да поентира од сето ова. Дали тоа ќе биде слична акција како пред малку кога го префрли преку себе Николовски, како да се подготвува за таква акција рускиот репрезентативец. Не успеа, Николовски доаѓа зад него, освојува бот. 4:2. Уште 1 минута и 20 секунди до крајот од борбата. Дава се од себе нашиот репрезентативец. Акцијата е прекината. Борачите треба да дојдат повторно на почетната позиција. Последна минута од борбата. И овој бот за Ковалевски, невнимателен беше Николовски, 5:2. Водство на рускиот репрезентативец. 3 поени предност. Нема шанси за Николовски, но мора да кажеме дека тој во оваа борба ги извлекува сите сили, дава се од себе. Прифати, еве, храбро да се бори со многу поттежок противник од него. Не успеа да го префрли, тоа го користи Ковалевски, освојува нов бот, 6:2. Уште 15 на секунди до крајот од оваа борба. Последни секунди.
Уште 3 секунди до крајот. Акцијата е прекината. И крај на мечот во овој момент. Победа на Ковалевски против Николовски 6:2. Победува репрезентацијата на Русија со 4:2. Победите за Македонија ги извојува Владко Соколов во категорија до 48 кг и Љубиша Пешко 74 кг. Се ближи кон крајот овој дуел, останува уште една борба во категорија до 100 кг. Неискусниот Иса Фейзула, велам неискусниот бидејќи нема меѓународно искуство, репрезентативец на Македонија, ке се бори со многу поискусниот Бавут Магамедов од Русија, кој е победник на многу меѓународни турнири. Борач кој има една голема и убава перспектива. Магамедов се уште го нема да се појави овде во салата, веројатно се уште се загрева во оној подтрибински простор. Ова е нашиот репрезентативец Иса Фейзула. 4:2 води репрезентацијата на Русија. Еве го и Гинов, тренерот на руските борачи. Кој очекуваме моментот кога Магамедов ќе дојде и ќе почне мечот. Вас да ве подсетам дека е ова директен пренос од меѓудржавната средба меѓу репрезентациите на Македонија и Русија. Ова е прв официјален надпревар на една наша македонска репрезентација со репрезентација на една друга држава, откако Македонија е самостојна, самоуверена и независна. Па според тоа, овој меч ќе влезе и во македонската спортска историја. Борачите од Русија, да подсетам уште еднаш, денеска беа топло примени и водеа интересен разговор со нашиот министер за образование и физичка култура Димитар Бајалџиев. Потоа беа гости во акционерското друштво Макотерм од Скопје. Инаку ова предпријатие е спонзор на руската репрезентација, а русите беа гости и на председателот на Сојузот на организациите за физичка култура Македонија Васко Костојчиновски. Како денеска во Скопје, сигурно така на топол прием ќе наидуваат и утре во Тито Велес, Кочани, Радовиш, Струмица, градовите каде што ќе гостуваат. Во Тито Велес нема да одржат средба, но ќе бидат гости на фабриката Благо Јорев и на нашиот прволигаш борец од Тито Велес. Иса Фейзула се обидува да стори нешто, тој има водство од 1:0. Добро ја почна борбата со Магамедов. Македонската телевизија ќе обезбеди и снимка од реванш мечот што ќе се одржи во сабота во Радовиш. Тоа беше дозволен зафат на Магамедов. Судијата Трајанов ја прекина неговата акција, го опомена интерно. Магамедов сега се обидува да го поткрене Фейзула, освојува бот, израмнува на 1:1. Уште 3,5 минути до крајот на оваа борба. Иницијативата ја презема рускиот репрезентативец.
3 минути до крајот. Нов поен за Магомедов. Дали ќе биде ова и победа со туш и туш. Ова беше единствената борба што завршува со туш, инаку имаше само еден технички туш во 57 килограми, кога Тони Танчев загуби од Багаудин Умаканов со 15:0, а ова беше оној вистински туш, победа за Магомедов во третата минута од мечот. Завршува дуелот меѓу репрезентациите на Македонија и Русија. Победа на руската репрезентација 5:2, тоа е конечен резултат. И на крајот, пред да се разделиме од вас, подсетување на резултатите во категорија до 48 килограми. Владко Соколов извојува победа над Орлан Монгуш 5:4 на поени. Реков во 57 килограми. Тони Танчев доживеа пораз од Багаудин Умаканов, од двократниот европски првак, со технички туш, откако Умаканов освои 15 бода. Во категорија до 62 килограми Беки Мустафа, Македонија, загуби дури во продолжението, откако мечот заврши 4:4, со 4:5 од Артур